Насловна страна на денешниот дневник. Не престануваат измамите со лажни сообраќајки за изнуда на пари од охриѓани. На Охридското езеро му е потребен нов колекторски систем, сметаат еколозите. Од страната на пукнатата гранка на чинарот во Кошишта. Помал инцидент со катамаранка и заум, инспекторот за внатрешна пловидба летово не регистрирал непочитување на безбедносните мерки кај катамараните и бродовите. Хидробиолошки завод и Сдруженијето Екоменлок учествуваат во проект за креирање наставни предмети за високообразовните институции на Балканот. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро со пат на утринските температури, во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Беше измерена максимална дневна температура од 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник ведро и посвежо со дополнителен пат на температурите. Утре над скандинавскиот и пиренејскиот полуостров умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер и ниски температури. На централен Медитеран времето сончево. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево со локална облачност, а на северот полуостровот температури во пораст. Во останатите делови на Балканот под повеќегодишниот просек за овој период од месец септември, максималните дневни од 19 до 27 степени Целзиуси. Во Македонија во вторник студено утро со дополнителен пат на утринските температури кои ќе бидат невообичаено ниски за овој период од месец септември, од 6 до 15 степени, во текот на денот сончево и свежо. Максималните дневни температури утре во Македонија од 19 до 28. Во Охрид во вторник студено утро, температурата е 11 степени, во текот на денот претежно сончево, ветровито и свежо со умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура 23 степени Целзиусови. Во среда и четврток свежо утро со температура од 10, односно 12, а во текот на денот сончево и потопло со максимални 26, односно 29 степени Целзиусови. Во петок претежно сончево време, ќе има локална облачност и ќе биде многу топло, минималната 16, а дневната 31 степен Целзиус. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Есенција 20%, 250 мл, 45 денари. Мама Сајвар 550 грама, 259 денари. Коро оцет 9%, 1 литар, 29 денари. Крупна сол 14 денари. Цвекло 720 мл, 39 денари. Алора корнишони 2,5 кг, 149 денари. Подравка корнишони 670 грама, 59 денари. Подравка феферони 630 грама, 55 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија.
Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Измамници, представувајќи се како полициски службеници, изнудуваат пари од повозрастни охриѓани. Со јавување на фиксен телефон соопштуваат измислена сообраќајна несреќа од страна на членови на нивните семејства и им бараат илјадници евра. Со измама дека ќе средат за сторителот да нема затворска казна, ниту судење, ниту дело. Измамници лажно се представуваат како полициски службеници и вршат изнуда на пари од повозрастни граѓани во Охрид. Со телефонски јавувања за измислена сообраќајна несреќа од страна на членови на нивните семејства во која има жртви или тешко повредени лица, им бараат илјадници евра, со измама дека ќе средат за сторителот да нема затворска казна, ниту судење, ниту дело. Потресно е сведоштвото на охриѓанката Анета Вршковска-Јовановска, чии родители биле на мета на измамниците, биле излажани дека сестра и усмртила дете во сообраќајка, па за да не оди во затвор, треба да платат пари. После сите тие 30 минути на малтретирање на моите родители, буквално пиштење и вриштење од страна на мојата мајка, за добивајќи закани, ги извадиле сите пари, па му ги броеле, па му кажувале колку, па добиле наредба дека не треба никому да кажуваат, да ги стават во пликој, дека ќе дојде човек за да му ги дадат. Измамниците се повлекле кога во телефонскиот разговор се вклучила ќерката и побарала да се идентификуваат полициските инспектори. Во моментот кога влегов, се уште телефонската линија не беше затворена и мојот татко ми го даде телефонот и вели: Чедо, еве, види што сакаат луѓево, не можам да се разберам. Да, на моето прашање ве молам да се идентификувате, да го кажете вашиот полициски број и од која полициска станица ми се јавувате, и да кажам дека ова нема така да заврши, да ви биде спуштена слушалката. Случајот го пријавиле во полиција, од каде дознале дека изминатиот период имало повеќе идентични измами. Од СВР Охрид велат се работи на пронаоѓање на измамниците. Полицијата апелира до граѓаните, посебно до повозрастните, да не наседнуваат на вакви и слични измами преку повици добиени од непознати лица и секој таков случај да го пријават на телефонскиот број 112 или во најблиската полициска станица. Стои во соопштението на СВР Охрид. Од партијата Левица реагираат на најавите дека можно е да дојде до исклучување на колекторскиот систем на Охридското езеро поради превисоки сметки за струја на државното јавно предпријатие Колекторски систем. Сите препумпни станици, вкупно 18 на број, работат на електрична енергија и директорот на ова јавно предпријатие најави дека постои можност сите во одреден временски период да бидат исклучени. Прекин на работата на пречистителната станица и пумпните станици што учествуваат во прочистувањето на водите на Охридското езеро би значало фатална еколошка катастрофа за едно од најстарите природни езера во Европа, велат од Левица, и додаваат дека молкот на министерот Нуредини и немањето никаква најава за преземање мерки за ваквата сериозна закана по Охридското езеро скандалозно. Влевањето отпадни води во езерото е сериозен еколошки проблем кој нема да се реши без комплетно нов колекторски систем, сметаат екологистите. Притисоците врз постојниот се огромни поради дотраеност, масовна урбанизација, неодвоеност на атмосферската и фекалната мрежа.
На Охридското езеро му е потребен сосема нов колекторски систем, предупредуваат екологистите. Санацијата на колекторот од пред 2 години ја подобри неговата функционалност, ако се земе предвид дека дотогаш тој работеше со 20% од неговиот програмиран капацитет. Надлежните по санацијата најавија дека колекторот без проблеми ќе функционира во следните 20 години, но екологистите се скептични. Според нив, постоечкиот колектор е преоптоварен во одредени периоди, затоа што е проектиран со капацитет за 60.000 жители, а последните години со масовна урбанизација и зголемување на бројот на станови, бројот на луѓе за неколку пати се зголемува. Од друга страна, зачестеноста на интензивни поројни врнежи како резултат на климатските промени представува дополнителен притисок. Очигледно дека не можете да ги стрпи, поготово сега сме сведоци со климатските промени дека ги гледаме. Може во блага форма, кања сама се случуваат овие нагли, непланирани, непредвидени дождови за 10 на 15 минути, но токму беме сведоци тука во Охрид на тоа нешто. Во такви случаи, не овој колектор, уште 10 такви колектори не може да примат таа вода. Охрид има само 20% одвоена атмосферска од фекална канализација. Оптоварувањето на колекторот со атмосферска вода не носи само оптоварување на системот и излевање отпадни води во Охридското езеро поради мешање на фекалната и атмосферската вода, туку и непотребно трошење на скапа електрична енергија во препумпните станици. Во градов изгледа секдека канализационите фекални води се приклучени и на атмосферски води. И кога ќе имат голем доток на вода, јаки врнежи и силни врнежи, и тогаш све и низ овие цевки што се за атмосферска вода. Што е жално, а се надевам дека тоа ќе се реши за брзо. Според анализите на Центарот за јавно здравје, водата на одредени точки на брегот е од 3-та и 5-та класа и тоа во делот од крајбрежјето покриено со колектор. Делот од Елен Камен до Радожда во Струшко се уште не се покриени со никаков колектор, исто така и Трпејца, Градиште, Љубаништа во Охридско кои се уште се на септички јами. Тој колектор требаше да бидете со пречник, ајде да кажам да ме разберат луѓето, да може камион дајц да помине натре. А сосема друго се направи, делот од центарот на Алака према Струга, имаме информација дека критична состојбата е и на другите делови, кај Свети Наум немаме, кај Трпејца немаме. Екологисти изминативе години бараат надоградување на колекторскиот систем според физибилити студијата на Јапонската меѓународна агенција за соработка JICA од 2014 година. Експерти од агенцијата од минатата година работат на проект за ажурирање на студијата согласно новонастанатите промени на терен околу Охридското езеро. Синоќ ја напукна голема гранка од чинарот во населбата Кошишта. Поради постојање опасност по минувачите и околните објекти, теренот во вечерните часови беше затворен за сообраќај. Екипи од јавното претпријатие Охридски комуналец од рано утринава започнаа со санација на оштетениот дел. Големата и сува гранка, која представуваше опасност за минувачите и околните објекти, беше отстранета. Превентивно отстранети се и други делови од напукнатото дрво, за да се спречи натамошно оштетување, информираа од Општина Охрид. Оттаму додава дека после завршување на вегетацијскиот период, СНВ предвидено е да продолжи санација на чинарот, која ќе се изведува под надзор на стручни лица. Проценетата старост на чинарот е 300 години. Претходно, Општина Охрид во соработка со стручни лица изврши санација и ревитализација на чинарите во Охридската чаршија и населбата Воска. Катамаран со патници доведен во опасност од навлезена вода. Патниците пловеле на релација Охрид-Свети Наум, а инцидентот се случил на неколку метри од пристаништето пред црквата Света Богородица Захумска. Инспекторот за безбедност на внатрешна пловидба утврдил дека немало претовареност со патници, туку се појавил дефект на пловилото. Катамаран изгубил стабилност при пристигање на пристаништето кај Заум. Пловел со 10 патници на релација Охрид-Свети Наум. 9 од патниците наеднаш се групирале при приближувањето на пловилото кон пристаништето, што довело до навалување и полнење со вода. Патниците испливале на пристаништето пред црквата Свети Богородица Захумска, а од кога се стабилизирал катамаранот, го продолжиле пловењето до Свети Наум. Од Охридската капетанија на
пристаништото ја потврдуваат случајната незгода. Асан Байрактар, инспекторот за безбедност при внатрешна пловидба, информира дека по дојавата за инцидентот веднаш излегол на терен за да ги утврди причините. Констатирано е дека пловниот објект не бил претоварен со патници, но при прегледот на пловилото во каналот Студенчишта утврдиле дека има вода во цилиндрите. Односно во левата страна во прамецот, односно во предницата на еден цилиндар, прскаше вода. Значи установивме дека имат вода. Установивме дека клокотат водана. Ставија служби некој стрево таму и стадеа вода, имаше вода присутство. Скоро на сите цилиндри имаше вода. А тоа го и му дадов забрана за возење, забрана веќе и решение му поднесов. Нема да се вози тоа на пловило, дур да се санира сите аномалии што имат пловилото. Контролите кои се направени оваа лето на катамараните и бродовите покажале дека пловилата ги почитуваат правилата за безбедно пловење. Бродарите и управувачите ги почитувале бројот на дозволени патници и заштитните појаси. Како и во секој сообраќај, така и во водната пловидба се случуваат изненадни дефекти, напоменува инспекторот Байрактар. Па да доаѓа такви работи, доаѓа се, не може да предвидиш, али ова убаво што установавме сега ние ќе заедно со капетан има надлежно на тоа, да при вршење на технички преглед требаат пловилата да излезат, особено овие понтоните треба да излезат во суво да се види дали имат присуство вода во цилиндрите. За вака визуелно не може да се гледа тоа во вода. Летово на крајбрежето се забележуваат несовесни скутерџии кои ги има во помал број за разлика од минатите години. Инспекторот со помош на езерската полиција успеал да затекне и казни дивење на скутерџиите на плажите на Охридскиот и Струшкиот брег. Изречени се 31 прекршочна пријава, меѓу кои за управување во близина на капачите. Клубот за подводни дејности Охрид спроведе акција за чистење на дното на Охридското езеро. 15 нуркачи од клубот кај трпејца од дното на езерото извадија поголема количина на отпад, стари гуми, пластични и стаклени шишиња, шпорети, бојлери, телевизори и покукњина. Чистењето е финансирано од општина Охрид согласно годишната програма за 2022 година на секторот за заштита на животната средина и управување со отпад. Целта на акцијата е заштита на Охридското езеро и подигање на јавната свест. Представници од Хидробиолошки завод Охрид и Сдружение за екологија Екоменлок Охрид учествуваа во креирањето на нови наставни предмети за високообразовни институции на Балканот. Сдруженијето за екологија Екоменлок Охрид од Охрид во соработка со јавната научна установа Хидробиолошки завод од Охрид и останатите партнери спроведува проект во рамките на програмата Еразмус Плюс насловен Зајакнување на образовните капацитети за управување со ризик од неавтохтони водни видови во Западен Балкан, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора Рискмен. Главната цел на проектот е да го промовира образованието на засегнатите страни и високото образование во областа на проценка на ризикот од неавтохтони видови и да поттикне истражување и соработка за управување со неавтохтони видови во регионот на Западен Балкан. Неавтохтоните, алохтони и инвазивните видови се глобално познати како една од главните закани за матичната биолошка разновидност на водните екосистеми, а нивното присуство може да има економски и социолошки импликации за локалните заедници. Посебен фокус на проектот е посветен на концептот на управување со ризик. Денес, управувањето со ризик е важна тема на истражување, бидејќи ризиците се секогаш присутни во индустриската активност, вклучително и во секторот за аквакултура и рибарство. Една од целите и спецификите на овој проект е развојна рамка на политики за создавање на нова професија, менаџер на ризик, со цел да се отворат нови можности за вработување на младите во земите партнери. Конзорциумот досега има воспоставено заеднички модел на управување со ризик во земите од Западен Балкан и разви приспособен курс за управување со ризик во секторот аквакултура и рибарство наменет за невработените млади луѓе, со цел да ги направи што е можно поконкурентни на пазарот на трудот кој постојано се развива.
Конзорциумот на проектот Рискмен се состои од партнери од 8 земји: Турција, Италија, Северна Македонија, Грција, Хрватска, Албанија, Црнагора и Босна и Херцеговина. Главен координатор на конзорциумот е Универзитетот Мугла Ситки Кочман од Турција. Проектот е во својата завршна фаза, финалната конференција започна денес во Мугла, Турција и ќе се одржува до 16 септември. Починато лице е пронајдено во местноста Краста. Вчера во 13 часот во СВР Охрид пријавено е пронајдено починато лице во местноста Краста, атар на охридското село Лескоец. Од извршениот увид, предводен од јавен обвинител, констатирано е дека станува збор за 51 годишен жител од селото Лескоец. Смрт без траги на насилство е констатирана од лекар на итната медицинска помош Охрид. По наредба на јавен обвинител, телото е предадено за обдукција, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Горивата поевтинуваат за 1 денар. Според денешната одлука на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, бензините и дизел горивото поевтинуваат за 1 денар по литар. Но продолжува трендот дизел горивото да биде поскапо од бензините. Според последната одлука, од полноќ, бензинот ќе се продава за 84,5 денари по литар, а дизелот за 97 денари по литар. А во продолжение следуваат вестите од светот. Во Хрватска денеска треба да почне вакцинацијата со нови адаптирани вакцини против коронавирусот кои покрај оригиналниот сој од Вухан ја покриваат и варијантата Омикрон. Како што пренесуваат медиумите од Загреб, на граѓаните прво ќе им биде достапна адаптираната вакцина Pfizer, а потоа и вакцината на Модерна. Хрватскиот завод за јавно здравје им препорача дополнителна вакцинација со нови вакцини на сите возрастни лица кои примиле 2 дози. Што се однесува до оние кои досега примиле 3 дози вакцинацијата, се препорачува за оние кои имаат 60 години и помлади со ризик. Десничарскиот блок во Шведска е во водство по пребројувањето на мнозинството гласови на вчерашните избори, а резултатите укажуваат на веројатно нова влада по 8 години владење на социјалдемократите. Партиите умерени, шведски демократи, демохристијани и либерали според резултатите од утрово освоиле 175 места во парламентот со вкупно 349 пратенички места наспроти 174 места на левиот центар. Лидерот на шведските демократи Джими Аксесон утрово обраќајќи им се на своите членови истакна дека во моментов се чини дека ќе има промена на власта. Милиони луѓе останаа без струја во источните региони Харкив и Донјак, зашто председателот Володомир Зеленски ја обвини Русија, велејќи дека се одмаздува за успешната противофанзива на украинските сили. Градоначалникот на Харкив Игор Терехов изјави дека снабдувањето со струја во меѓувреме е обновено. Ова следува откако украинските сили за само неколку дена ослободија територија од над 3000 квадратни километри во источниот дел на земјата. Британското министерство за одбрана процени дека од средата украинците зазели територија од над 3000 квадратни километри во Харкивскиот регион. Русија призна дека нејзината војска се повлекла од градовите Балаклија, Купјанск и Изјум со цел да се прегрупира и да ги засили своите позиции на фронтот во Донецк. Полуофицијалната иранска медиумска агенција Мехар, цитирајќи го шефот на иранските копнени сили генералот Киомарс Хейдари, објави дека Иран развил напреден самоубиствен дрон со дострел направен за да може да изврши напад на израелски градови како Тел Авив и Хаифа. Хейдари вели дека дронот именуван Араш-2 е понова верзија на дронот Араш-1. Иранската војска чека наредба да го употреби, додава Хейдари. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Довидување.